Почитувани, јавно ги прашуваме локалните власти на СДСМ. До кога локалните институции во Делчево ќе бидат под опсада на неспособни и штетни кадри, назначени од градоначалникот Горан Трајковски? Пред повеќе од 7 месеци делчевската јавност беше сведок на барбарско колење јагниња во дворот на детската градинка Весели Цветови и до ден денес нема одговорност од раководството во градинката во чиј мандат се случи ваквиот чин на барбаризам во воспитно-образовната институција. Градоначалникот молчи, советниците од СДСМ молчат, нивната коалиција молчи, директорката Билјана Симовска молчи. Во целиот овој молк, локалните власти во Делчево, предводени од СДСМ, веројатно сметаат дека времето ќе ги избрише нивните недели. Неодамно советниците од ВМРО ДПМНЕ преку советничко прашање се обидоа граѓаните на Делчево да ја дознаат вистината и утврдување на можна одговорност, но решеноста на директорката Билјана Симовска со несуштински и манипулативни одговори да ја сокрие вистината беше жестока. До нас, како опозицијска партија, неодамна пристигнаа документи и информации од свиркач кој што сака граѓаните на Делчево да ја знаат вистината за овој случај. Станува збор за информација која вели дека едно лице од персоналот во градинката е казнето од страна на надлежен инспектор за овој случај, а директорката како најодговорна во градинката за овој чин и понатаму продолжува да избегнува одговорност и да директорува во градинката. Заедно со неа и градоначалникот Горан Трајковски, кој како најнадлежен за работата на локалните институции, засега молчи во јавноста за санкција на одговорните лица за овој голем скандал. Граѓаните на Делчево заслужуваат да знаат дали градоначалникот Трајковски ќе побара било каква одговорност од директорката на градинката Симовска. Дечињата во градинката заслужуваат подобар менеджмент, граѓаните на Делчево заслужуваат одговорни и корисни локални функционери, достојни на нивните функции. Ви благодарам.